Имаме систем под контрола, комплетно. Значи, државата стана партија. Денеска, знаете како, една од забелешките на ОПСИ ОДИХР е дека треба да се разграничи партијата од државата. Денеска нема држава, се е партија. Како да ви го објаснам тоа? Еве, ќе се обидам со два примера. Да објаснам што имаме денеска ние. Пластично да сватат граѓаните. Во Скопје, во центарот, се гради главниот штаб на ВМРО ДПМН. Во период кога до него се гради една од многуте катни гаражи во Скопје. Што е посебноста на оваа работа? За да сватат луѓето колку е државата поклопена од партијата. Катната гаража во Струмица е 170 евра метар квадратен. Во Скопје сите катни гаражи од метар квадратен се движат од 300 до 500 евра градежната цена. Оваа катна гаража, која што се гради до ВМРО ДПМН, е преку 2000 евра. Метар квадратен? Метар квадратен. И сега што се случува? Катната гаража е овде, овде е главниот штаб на ВМРО ДПМН. Таа жолтата куќа, која што имаше 100 квадрати површина, сега има 1124 квадрати и 3300 бруто развиена површина внатре. Поврзана е со друга катна гаража овде, целосно поврзана. Каде е пластичната експликација? Со парите од државата се гради штабот на ВМРО ДПМН и истовремено дури ја имате и физичката поврзаност на еднаквост на партијата со државата. Овој објект никне и овој. Заедно. Или ВМРО рече транспарентно, ние не трошиме пари за овој објект. Партнерско е тоа. И една скопска фирма која што ги има добиено најголем дел од тендерите во наша Македонија во последните 8 години, тоа е Бетон Скопје, ја гради гаражата, таа ја гради и партијата. И истовремено пишува анекси дека нешто се зголемува безброј потрошувачката за гаражата. Стана тоа нормално. Оваа зграда и сите имоти кои што ги купија во Македонија во последната година и трансформација на земјиштето по деловните простори кои што ги купија преку 8 милиони евра вредат пари. Од каде тоа ВМРО? Има некоја машина штанца пари во партијата? Од каде се тие пари на ВМРО? Има некоја дејност па заработува пари? Од каде? Или чланарините од по 300 до 500 евра што ги даваат во партијата, што ги гледаме тие списоците, тие собират 20, 30, 50 илјади евра, не 8,5 милиони евра. И истовремено, уште еден доказ. На 17 и 18 март, тоа се датумите пред 24 март, првиот почетокот на кампањата за претседателските избори. Пумпат на 17 68 милиони денари, после на 18 61 милион денари на Сител, Канал 5, Алфа и неколку агенции за да ги подадат парите по другите медиуми, локалните, регионалните и слично. Безобразно и дрско, тоа се 2 милиона и 100 илјади евра, директно од буџетот, од влада на Република Македонија. Го покажав. Значи, нема повеќе држава. Партија е се. Тоа е мојата, нашата земја, на граѓаните. Кој тоа? Некој од надвор ќе дојде, некој од надвор може да ни помогне. Но ние мораме тоа што треба да го сработиме за нашата земја, за да ја нормализираме, да ја направиме нормална земја, ние треба тоа да го сработиме. И затоа велам, опозицијата е прво повикана, точно е, ние сме предводници, ние сме локомотивата. Ние мора да ги движиме работите. Но апсолутно треба да ни биде јасно, ако не ни е јасно, не знам. Треба да ни биде јасно до каде сме дојдени. Ако немо молчиме дома, ако не се бориме дури за еднината на своето семејство, друг нема да се избори за нас. Јас сум тука и граѓаните мора да се одважат, мора да се трудат да го променат тоа. Не заради Заев и заради себе, мора тоа да го направи.